Gradonačelnik Otilča Zaharijev denes si go plati danokot na imot, so polnenjena obštinski od budžet, pred da bara pari od građanite, štipski od gradonačelnik prvo brkna, vo sobstveni od džep. Znači, vo Štip go plativ danokot za mojot imot i istovremeno go plativ danokot na mojata baba, znači majkata na mojata sopruga. Za majkata na soprugata plativme danok 1121, a jaz plaćam danok 3156 denari. Zaharijev prvo plati, a potom go dobi rešenijeto za danok. Користиме прилика на градоначалникот да му го врачиме првото решение, така да веќе има приход во буџетот за 2015 постав на данок на имот. Повелете градоначалничица, среќа нека. Lani samo po osnov na danok na imot Štip naplati 28 milioni denari, na kolku se nadeva opštinata ova godina. Znači, ние чекаме некаде годишно треба да соберемо од даноци некаде околу 600.000 евра. Тоа е некаде околу 36 милиони денари. Морам да кажам дека ланската година имавме навистина добра наплата. Значи над 80% сме во плаќањето на данокот, што представува одличен приход. Ако земе во предвид дека порано беше нешто помалку, мислам дека овие средства навистина добро ни дојде и затоа можевме да реализираме доста проекти. Mnoga za odgovornost povleče Štipi gradonačelnikot Zaharijev. Do kraјот na januari, smetkite za danok treba da si ги платат сите вработени во општината. Кога во прашање се останатите градоначалници и локални административци, денес не добивме одговорни за тоа дали ги платиле ланските сметки, а уште помалку кого ке ги платат годинашниве. Исклучок се првите луѓе на Виница, Карбинци и Македонска Каменица кои потврдија дека долгови за данок немаат, но годинашниве сметки ќе ги платат кога за тоа ќе добијат решение. Тоа веројатно ќе се случи до крајот на март, кога истекува рокот за нивно изготвување. Инаку годинава вкупно од граѓани и фирми, општините планираат да соберат околу 140 милиони денари.